на неодамна обновената Mazda 2 и се придружи новата генерација на моноволуменецот Mazda 5. Новиот 1,6 литрен дизел мотор од 115 коњи просечно троши нешто повеќе од 5,2 литра нафта и има дури 15% помала емисија на издувни гасови во споредба со претходниот 2-литрен дизелаш. Нов е 6-степениот менувач со мали димензии и тежина. Подобрен е интериерот наменет за до 7 патници, додека практичната странична лизгачка врата е задржана. На штандот беше промовирана и рестилизираната Mazda 3 со подобрен 1,6 литрен дизелаш. Нудејќи 7 коњи повеќе и 12% поголем вртежен момент со намалена потрошувачка на гориво, Mazda 3, исто како и Mazda 5, ќе го користи новиот 6-степен менувач. Комерцијализацијата е закажана за април 2011 година. Seat секогаш има да прикаже интересни концепти. Во Париз беше представен Ibe спортско купе со конфигурација на седиштата 2+2. Тоа е верзијата на Seat за компактно купе за градска мобилност во блиска иднина. Но да се вратиме во реалноста. Вистинска и реална новост е моноволуменецот Alhambra. Таа е технолошки близнак со Volkswagen Charan, а од него се разликува по неколку мали измени типични за шпанскиот бренд. Alhambra ја дели техничката и моторизацијската спецификација со волцбуршкиот близнак, но маркетиншките стручњаци на концернот не сметаат дека овие два модела ќе бидат конкуренција во рамките на групацијата. Alhambra е представена во кафена металик боја, што наговестува враќање на трендот на природни бои. Во интериерот се издвојува освен големата просторност и можноста за превоз на 7 патници, инфотејмент системот, кој ги обединува музичкиот систем, навигацијата, DVD плеерот и интернет услугите. Офанзивата на светскиот пазар Kia ја продолжува со несмален интензитет. Новата генерација на спортско корисното возило Sportage е веќе подготвена за продажба, но вниманието најмногу го задржа студијата на електричен автомобил наречена POP. Името е познато уште од 80-тите години на минатиот век, а дизајнот на овој двосет е извонредно оригинален и свеж. Огромното ветробранско стакло воедно е и покрив. Помалку неконвенционален, но оригиналниот и допадливиот дизајн на малиот електромобил на сите им се допадна. Kia Pop е долг само 3 метри и во него има простор за 3 патници. Новата генерација на Magentis е следниот силен адут во конкуренција на лимузини со 4 врати во средната класа. Kia и понатаму големо внимание посветува на високиот квалитет и атрактивен дизајн на каросеријата. Така и новата генерација на Magentis, која на некои пазари се појавува под името Optima, ќе ги освојува купувачите со изгледот и карактерот, како што може да се види од снимките. Целна група се купувачите на лимузините од средната класа, бидејќи димензиите се зголемени во сите правци. Должината бележи 4845 мм, а меѓуоскиното растојание 2,8 метри. Chevrolet, парискиот салон на автомобили, го користи како појдомна точка за многу модели. Ништо поинаку не беше и годинава, со дури 4 светски премиери. Captiva е освежена и подготвена да ја издржи конкуренцијата во следните 4 години. Следуваат нешто помали возила по димензии, но големи по значење за Chevrolet. Новиот Aveo со 5 врати помалку подсетува на неодамна представениот Spark и несомнено со својот спортски изглед ќе им се допадне на помладите купувачи. Лимузинската верзија со 4 врати се очекува во средината на идната година и намената им е на младите семејства. Двете изведби, кои се подолги и пошироки од претходната генерација, се практични мали автомобили, со задоволителен простор во кабината и багажникот. Дизајнот на интериерот донесува можеби повеќе изненадување од надворешноста, особено делот со инструментите инспириран од оние кај моторциклите. Моделите со 5 врати играат клучна улога на многу пазари. Вкупниот учинок на овие каросерии во Европа изнесува околу 4,8 милиони возила годишно, што е повеќе од 1/4 на вкупниот пазар. Токму поради тоа, успешниот Круз доби хеджбек интерпретација.
Првото многонаменско возило на Chevrolet во Европа е Орландо. Овој моноволумен е модерно семејно возило кое нуди комбинација на практичност на седумсет, сестрана внатрешност и дизајн во стил на кросовер. Орландо го напушта концептот на умерен дизајн, карактеристичен за овој сегмент, и наместо тоа го нагласува робустниот изглед. За моторизацијата задолжени се еден бензинец од 140 коњи и два дизели од 131 и 163 коњи. Купувачите ќе може да одбираат помеѓу 3 нивоа на опременост. Производството на Орландо е во полн ек, а продажбата започнува во почетокот на 2011.